Од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Сенаторот од Илиноис Барак Обама е првиот афроамерикански претседател во историјата на Соединетите Американски држави. Демократите ја задржаа контролата во Конгресот и добија уште 5 сенатски места, што досега беа во рацете на републиканците. Во Чикаго, Барак Обама на еуфоричните поддржувачи од околу 100.000 им кажа дека не само што направиле историја, туку дека донеле нова ера. За оваа промена требаше долго време, но вечерва со тоа што го направивме на овој ден, во овој значаен момент, таа се случи во Америка. Обама рече дека милиони американци одговориле на неговата кампања. Тоа е одговор на млади и стари, богати и сиромашни, демократи, републиканци, бели и црни, хиспанци, азијаци, домородни американци, хендикепирани и нехендикепирани американци, кои испратија порака до светот дека никогаш не сме биле само збир од поединци или збир од црвени и сини држави. Ние секогаш ќе бидеме соединети американски држави. Ветувањето на Обама за промена ги инспирираше американците. Тоа одекна посилно од долгите години на искуство на Мекејн и неговото тврдење дека Обама е премногу неискусен да биде лидер. Истражувањата на јавно мислење пред изборите покажаа дека американците повеќе му веруваа на Обама отколку на Мекејн по прашањето за поправање на економијата. Стивен Вейн е професор за политички науки на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. Тој вели дека Обама повторно ја составил традиционалната коалиција на Демократската партија, која ги освои дури и поддржувачите на неговиот ривал за партиска номинација, сенаторот Хилари Клинтон. Тој ги доби назад жените, работниците и анимираше огромен број на африкански американци. Оваа трка беше најскапа во историјата на САД. Кандидатите собраа повеќе од $1 милиарда. Инаугурацијата ќе биде на 20 јануари 2009. А американците вчера гласаа и за членови на Конгресот. Во Вирџинија, поранешниот гувернер Марк Ворнер го порази републиканецот Џим Гилмор и го доби местото на долгогодишниот републикански сенатор Марк Ворнер, кој се пензионира. Двајцата Ворнери не се во роднинска врска. Во Северна Каролина, демократот Кеј Хаган ја победи сенаторката Елизабет Дол, клучно име во републиканската партија. Во Колорадо, Њу Хемпшир и Ново Мексико исто така победија демократи во сенатската трка. Демократите исто така го проширија и мнозинството во представничкиот дом, со поразување на тројца републиканци во Флорида и Конетикат. 35 места во 100 члениот Сенат и сите 435 места во представничкиот дом беа отворени за гласање. Демократската партија немала контрола врз председателската функција и врз Конгресот од раните 1990, кога председател беше поранешниот председател Бил Клинтон. Во продолжение на News Flash, граѓани од сите делови на светот, од обичниот човек до светските лидери, му изразија поддршка на новиот американски претседател Барак Обама. Сенаторот Џон Мекејн ги повика сите американци да му честитаат, да му дадат поддршка и добра волја на неговиот достигашен ривал и иден претседател на Соединетите Американски држави. Во градот Когело, Кенија, родното место на неговиот татко, селаните се радува и се гушкаа меѓусебно кога беше објавена победата на демократскиот сенатор. Кенискиот претседател Моваи Кибаки објави дека во четврток ќе биде национален празник во чест на победата на Обама. Јужноафриканскиот претседател и претседавач со Јужноафриканската заедница за развој Кгалема Мотлантен изјави дека регионот е горд на постигнувањата на Обама и дека очекува плодна соработка. Првиот човек на Европската комисија Хозе Мануел Баросо испрати честитки и изрази надеж за, како што рече, новата сделка за новиот свет. Ирачкиот министер за надворешни работи Хошијар Зебари изјави дека не очекува изборот на Обама да резултира со брзо повлекување на трупите од Ирак или нагло менување на американската политика. За време на кампањата, Обама рече дека сака да ги повлече сите борбени сили од Ирак во следните 16 месеци од стапување на функцијата. Францускиот претседател Никола Саркози честиташе на победата, додека низ париските кафулиња млади скандираа "Да можеме" на француски. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи изјави дека се надева од изборот на првиот афроамерикански претседател ќе значи почеток на нова ера каде етничкото и расно потекло нема политички да ги делат луѓето.
Пакистанската амбасада во Вашингтон вели дека председателот Асиф Али Зардари изразил надеж за заекнување на пакистанско-американските односи со новото раководство. Се радува и деца и наставници од Джакарта во Индонезија во училиштето каде Обама учел како дете. И сенаторот Џон Мекејн ги повика американците да му честитаат на неговиот поранешен ривал и да му дадат поддршка и добра волја на новиот претседател. Во говор со кој го призна поразот, републиканскиот сенатор се заложи дека ќе стори се за да му помогне на Обама да ја обедини земјата, да го врати просперитетот и да ја брани безбедноста на САД. Сенаторот Мекејн на симпатизерите во неговата Аризона им откри дека му се јавил на Обама да му ја честита победата кусо време по затварањето на повеќето гласачки места. Тој рече дека му рекол на Обама дека е воодушевен од неговата способност да инспирира надеж за милиони американци. И покрај поразот, сенаторот Мекејн останува клучен играч во американската политика. Неговиот мандат како сенатор од Аризона истекува во 2010. Тоа беа вестите за ова историска среда во Соединетите Американски држави, 5 ноември 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме утре.